Вести на Канал 8, добро вечер. Советничката група на опозиционата коалиција ја напушти 10-та седница на Советот на општината. Со тоа советниците ја испочитуваа препораката на таков начин да се искаже протест по апсењето на нивниот колега Мирослав Шиповиќ од општина Центар. Кочанските опозициони советници ја напуштија 10-та седница на општинскиот совет со образложение дека така протестираат против апсењето на нивниот колега и председател на Советот на општина Центар Мирослав Шиповиќ. Со тоа ја поддржаа партиската препорака за бојкот на седниците и им се придружија на своите колеги од Куманово, Штип, Велес и други општини, каде исто така отсуствуваа советниците од коалицијата Сојуз за иднината. Одлуката за напуштање на седницата уште на самиот почеток ја соопшти координаторот на советничката група Ѓорги Алексов. Во знак на солидарност на притворањето на председавачот на Советот на општина Центар, ние ќе ја напуштиме работата на денешната седница на Советот и нема да дозволиме Никола Груевски ВМРО ДПМН со институционално насилство да и понатаму да врши еден политички терор врз неговите неистомисленици. Од советничкото мнозинство реагираа на ваквата одлука на опозицијата, затоа што била побарана процедурална забелешка, а говорницата се искористила за други цели. Не знам колегите од Социјалдемократскиот сојуз, кога треба да се земе дневница, доаѓаат на седница, а потоа не учествуваат во самата седница. Значи, ако треба да не дојдат, значи не треба да дојдат на седница. А вака само да се јава да се регистрираат за да земат паушал надаместок, не е во ред од колегите советници. Со идентичен став излезе и председателот на Советот Иван Иванов. Мислење мое е дека се врши притисок на независната судска власт. Мислам дека доколку колегите сакаа да не присуствуваат на седницата, не требаше воопште ни да доаѓаат, меѓутоа тие се појавија само за земање на надоместок. Со одговор на ваквото мислење на советниците од ВМРО ДПМН, веднаш по завршувањето на седницата излегоа од опозиционата советничка група. Значи, ние имаме генерален став да ја напуштиме седницата и овој став ќе биде применет на територијата на цела Република Македонија. Што се однесува до власта, значи секогаш кога сме присутни на седници, ние сме тие кои што навистина учествуваме и во работата на седниците и со предлози, сугестии и дискусии, а сведоци сме и денес дека на денешната седница без наше присуство седницата заврши за помалку од 20 минути. Значи тие се оние кои што никогаш не учествуваат во работата на седниците, туку едноставно како неми посматрачи гласаат на по секоја точка од дневен ред. На 10-та седница на Советот за разгледување се најдоа 12 точки, за кои немаше ниту една дискусија и сите беа едногласно усвоени. Председателот Иванов практично се најде во улога на читач на содржината од дневниот ред, а седницата заедно со советничките прашања заврши за 20 на минути. Иако има неколку карактеристични обележја по кои е препознатлив во земјата и пошироко, Кочани не нуди класичен сувенир или предмет со промотивен карактер, ниту пак објект каде би го купиле посетители и туристи. Иницијативата за такво продажно место постои извесен период, а како прашање се спомена и на седницата на Советот на општината. Во Кочани нема можност да се купи сувенир како карактеристика за градот, ниту пак постои обележје што соодветно изработено може да го представи пред домашните и странските туристи и посетители. До сегашните обиди таквата состојба да се поправи биле повремени, кампањски, траеле краток период и најчесто завршувале со печатање разгледници, скромни каталози или сувенири, што не биле негово директно обележје. Сепак потребата од изработка на класичен сувенир на Кочани постои, а истовремено треба да се изнајде и соодветен продажен простор каде тој би се нудел. Забелешка за слабата активност на тоа поле имаше и на седницата на Советот. Кога некој намерник ќе посети овој град, му останува да направи некоја фотографија или да сними со камера по свој избор како подсетник дека бил овде, но не може да купи сувенир од Кочани затоа што го немаме. Галачев рече дека можностите да се купи сувенир или некаков предмет со обележје од Кочани сега се ограничени, односно постоел само еден сувенир што бил релативно скап. Затоа тој даде свој предлог како да се реши потребата. Да распишеме јавен конкурс за ликовно и вајарско дело за изработка на вакви предмети, кои дела ќе бидат наградени и јавно откупени. Второ, во наредна фаза можеме да сметаме на отворање на продавница за сувенири од Македонија, но пред се од Кочани. Советниците ја одобруваат иницијативата на Галачев, но рекоа дека таа не е нова,
Веќе се работело на слична идеја, што наскоро треба да најде и практична реализација. Да ви навестам дека Комисијата за еднакви можности меѓу мажите и жените имаме се изработка на еден акционен план и токму во тај акционен план како активност и како активност се појавува баш како предлог за донесување на таква една, ние сакаме да ја викаме Джиджи Миџалница, каде што ќе се третираат сувенири од нашиот град, ќе се промовира нашиот град како од типот на разгледници, такви сувенирни работи. Замислата на Комисијата за еднакви можности, додаде Ананиева, е во оваа активност да бидат вклучени социјално загрозени лица, инвалиди и слични категории на граѓани, што дополнително треба да се разработи во акциониот план. По неговото комплетирање, тој ќе се најде на разгледување пред Советот, а по усвојувањето ќе може и практично да се реализира. Нема заинтересиран инвеститор за да го купи имотот на Ruin International Technologies. До стечајниот управник на предпријатието не пристигнала ниту една понуда за првите два пакети, а интерес има само за третиот пакет во кои се транспортните средства. Недвижниот имот на Ruin International Technologies повторно ќе остане без купувач. До истекот на предвидениот рок, на огласот за продажба кај стечајниот управник не пристигнала ниту една понуда за првите два пакети, во кои спаѓаше најголемиот дел од имотот на фабриката. Интерес имало само за третиот пакет, со кој се продаваа возилата на стечајниот должник. Заинтересираниот понудувач ги уплатил потребните 4000 евра како услов да учествува на огласот, иако овој пакет се сметаше за најмалку атрактивен. Одборот на доверители на Руен ќе се состане в понеделник за да ја разгледа пристигнатата понуда и да реши дали ќе ја прифати. За сега останува непознато какво ќе биде решението за останатиот имот на Ruin International Technologies, кој се продаваше по 5 пат, при што не беше определена почетна цена, туку купувачите требаше да уплатат определен минимален износ за да се квалификуваат за купопродажбата. За пакетот број 1, во кој спаѓаат објектите и производствените погони и представуваат 90 и повеќе одсто од имотот на стечајниот должник, требаше да се уплатат 500.000 евра за учество на огласот. Пакетот број 2 пак, каде се суровините и материјалите, се нудеше на продажба според проценетата вредност преку продажното одделение на фабриката. Повеќе пати најавуваниот интерес за Руен на купувачи од Италија и Турција не се реализираше во практика. Останува нејасно дали и под кои услови ќе се објави шести оглас за продажба, од што ќе зависи понатамошната судбина на фабриката и на околу 200 поранешни работници, кои и понатаму се надеваат дека ќе бидат ангажирани. Музеот на град Виница го заврши проектот за конзервација на предмети од керамика. Проектот го спроведоа лиценцирани конзерватори. Музеот на град Виница го заврши проектот за конзервација на предмети од керамика, кој што е еден од проектите од национален интерес за тековната година, финансиран од Министерството за култура. Под раководство на Бранко Величковски, виш конзерватор во Музеот на Македонија, а со учество на лиценцираните конзерватори за керамика Стефанија Петровска и Татјана Настова, конзервирани се предмети од археолошките локалитети Виничко кале, Коколофрит и Гробана. Предметите врз кои беше извршена конзервацијата ќе бидат изложени пред јавноста на изложби во Музеот Теракота во Виница. Музеот, освен конзервација на дел од керамичкиот материјал од Виничкото кале, во програмата на Министерството беше застапен и со проектите Музејска ноќ 2013, археолошки истражувања на локалитетот Коколофрит и конзервација на иконостасните икони во црквата Свети Илија во Блатец. Општина Чешиново Облешево за потребите на општинската администрација неодамна набави нови компјутери и компјутерска опрема. Станува збор за компјутери со солидни перформанси што ќе им овозможат на вработените поефикасно да ги извршуваат секојдневните обврски. Набавката на опремата беше неопходна поради тоа што досегашната беше застарена и нефункционална. За потребите на општинската администрација набавени се десетина нови компјутери, а се планира старите да бидат надградени и прилагодени за понатамошно користење. Исто така набавени се и скенери, печатачи, фотоапарати и слична опрема. Проектот целосно е финансиран од буџетот на општина Чешиново Облешево.
Исто така, реконструирани се и адаптирани за работа се уште 2 простории од општинската зграда, во кои се сместени урбанистите и вработените од финансиската служба. Канцелариите добија нови прозори, а има и други посетни реконструкцијски зафати. Возење и алкохол – смртоносна комбинација. Само една чашка алкохолен пијалок е доволно сериозна да влијае врз возачките способности и да се зголемат шансите за предизвикување фатална несреќа. Кочанската полиција со превентивна акција ја подига свеста кај возачите. Главна причина за случување на сообраќајни незгоди со тешки и смртни последици е алкохолот. Тој се наоѓа на второ место за предизвикување несреќи веднаш по неприлагодената брзина на движење. Полицијата со превентивни акции ја подига свеста кај возачите за неконзумирање алкохол за време на возење. Анализите покажуваат дека во таквите случаеви каде што имаме возачи кои што учествуваат во сообраќајни незгоди, тие завршуваат со смртни последици или со потешки последици. Тоа е резултат на тоа што возачите кои се под дејство на алкохол, со самото присуство на алкохолот во организмот имаат намалено време на реакција, намалено време на перцепција, доаѓа до нестабилност на возилото, тоа е обично поврзано со неприлагодена брзина на возилата, а како резултат на тоа доаѓа или до излетување на возилата или до поголеми удари, поради ненавремено сопирање на возилото, а од друга страна тоа е резултат доведува до потешки последици или до смрт. Полициското одделение за безбедност во патниот сообраќај акцијата ја прави непосредно пред одржување на градскиот панаѓур, при што апелот е и за младите да не возат под дејство на алкохол, бидејќи за жал во последно време тие ја зголемуваат бројката во црните полициски билтени. Една од честите причини поради која се случуваат сообраќајни незгоди се и неосветлените трактори и земјоделски машини. По последната сообраќајна незгода кај Чешиново, која беше токму од ваква причина и во која беа повредени 9 лица, полицијата повторно со апел до возачите на трактори да не учествуваат на пат за време на вечерните часови ако не се осветлени, бидејќи возачите не можат навреме да ги воочат, ниту да ја намалат брзината и удираат во нив. Контролите на оваа категорија на возила се зачестени од страна на полицијата. Основците од Основното училиште Малина Попиванова на екскурзии низ Македонија. Учениците од 8 и 3 одделение се вратија. Следува екскурзијата на учениците од 6 одделение. Совладување на материјалот, проширување на знаењата, примена на вештини и ставови преку непосредно запознавање на појавите е целта на училишните екскурзии кои Основното училиште Малина Попиванова ги реализира месецов. Осмоделенците од ова училиште беа на 3-дневна екскурзија во Охрид, учениците од 3-то на 1-дневна во Скопје, а учениците од 6-то во недела ќе реализираат 2-дневна екскурзија во Дојран. Се работи за екскурзии кои се планирани во годишната програма за работа на Основното училиште Малина Попиванова и која годишна програма е усвоена од страна на Советот на општина Кочани. Екскурзиите се спроведуваат согласно постапката, односно согласно правилникот за начинот на организирање и спроведување на екскурзиите се однесуваат за 8 одделение, 6 одделение и 3 одделение. Трето одделение е предвидена екскурзија од еден ден, тие во моментот денеска го посетуваат Скопје. Тродневната научна екскурзија за 8 одделение е спроведена од 13 до 15 октомври и следи екскурзијата за 6 одделение која е во трајање на 2 дена, ќе го посетат Дојран и локалитетите и она што предвидува наставната програма и она што колегите го имаат предвидено во програмата за екскурзиите. Екскурзиите досега секоја година се реализираа кон крајот на мај, но искуството покажало дека во мај концентрацијата на учениците треба да биде насочена кон екстерните тестирања и републичките надпревари, кои во голем број се токму во тој месец, па во договор со Советот на родители и Наставничкиот совет одлучено е истите да се спроведат во октомври, додава Цимбалевиќ. Одзивот за екскурзиите бил повеќе од задоволителен. Условот е 30% од бројот, вкупниот број на ученици, да ако се пријават екскурзијата да се реализира. Останатиот број на ученици кои не се пријавиле да им се организира редовна настава. Овде одзивот беше во просек околу 80%. Преку ваквите екскурзии учениците имаат можност да ги посетат културно-историските знаменитости на градовите од Републиката, како и индустријските и земјоделските капацитети, кои се во согласност со воспитно-образовната работа на училиштето.
Општина Кочани ги известува граѓаните дека во периодот од 21 октомври до 4 ноември на улицата Маршал Тито кај шопинг центарот ќе се воведе времена измена на режимот и условите на сообраќај. Поради изградба на решетка за атмосферска канализација, возилата ќе се движат наизменично, регулирани од работници на изведувачот. Општина Кочани ги замолува учесниците во сообраќајот да се придржуваат кон поставената сообраќајна сигнализација. Канал 8 и туристичката агенција Велјан го олеснуваат изборот на сите кои сезонава планираат да го посетат. Најдобрата понуда на Банско сумирана во 40 на минути во репортажа која премиерно можете да ја гледате в недела во 19 часот и 30 минути. Кочанци од година во година го преплавуваат Банско. Во пресред на новата сезона истражувавме. Кој е рецептот на бугарскиот туристички центар за привлекување туристи? Банско е рекреативен скијачки центар во Пирин, ситуиран на надморска височина од 925 метри. Располага со 17 скијачки патеки и 27 ски лифтови. Градот е со најголема динамика на приватни инвестиции во туристичката ареа на Бугарија, со повеќе од 20.000 легла, чиј број континуирано се зголемува благодарение на константните вложувања на странски и домашен капитал. Банско бележи растечка популарност во Македонија последната половина декада. Вистински магнет за љубителите на зимските спортови и туристите воопшто. Туристичката агенција Велјан и Канал 8 во Банско, во пресрет на новата туристичка сезона, да го олеснат изборот на сите кои планираат да го посетат моментно најатрактивниот зимски туристички центар на Балканот. Мало градче лоцирано во подножјето на планината. За оние чија главна цел им е скијањето, има голем избор на опрема за изнајмување по прифатливи цени и инструктори за обука. За тие што повеќе одат за забава и рекреација, речиси сите хотели располагаат со спа центри, џакузи, сауни, внатрешни и надворешни базени со топла вода, ноќен живот. Највисоката точка на ски центарот во Банско е 2560 метри, а најниската 1000 метри. Во Банско има 78 километри скијачки патеки, од кои за почетници се 35%, 40% за напредни и 25% за искусни скијачи и сноубордисти. Опремена со машини за вештачки снег е 80% од трасата. Ски сезоната е загарантирана од декември до мај благодарение на 170 машини за вештачки снег. Ски центарот нуди 16 километри ски пат, опремен со машини за вештачки снег и осветлување, што ги поврзува високите делови на одморалиштето со градот. Функционираат уште и кабинкова линија на јажење со капацитет на кабините до 8 лица, 1 6-седалков лифт, 6 4-седалкови лифтови, 1 3-седалков, 6 ски возни влекачки и 10 детски. Во Банско има забележителности кои влегуваат во листата на 100 национални знаменитости. Бројни менувачници, неколку поголеми маркети, повеќе продавници за сувенири и луѓе кои продаваат разновидни антиквитети на плоштадот, шопови за зимска опрема, бутици, продавници за чевли. Не е ни случајно што Банско последните неколку години представува најатрактивна зимска туристичка дестинација. Богата локална викенд спортска понуда. На програмата се интересни надпревари во кошарка и фудбал, во женска и машка конкуренција. Највозводливиот надпревар од шестото коло во женската фудбалска лига несомнено е месната пресметка и дерби во есенскиот дел на правенството помеѓу Иднина С и Кочани, што ќе реши кој ќе презими на челното место од табелата. Мечот е в недела на игралиштето во Ризари со почеток во 11 часот. Локалната спортска понуда носи интересно соочување во третата лига Исток, помеѓу Осогово и Напредок Здравје Радово. Надпреварот се игра на Никола Мантов в недела во 10 часот. 1934 му гостува на Работник, а Чешиново игра во Штип против Баби. Се среќаваат уште Рудар Брегалница Голак, Карбинци Каменица Саса, Јака Тракање и Беласица Астибо. Последниот надпревар во есенскиот дел од правенството се игра и во детските лиги за генерација фудбалери родени 2001-2002.
се среќаваат Кочани Напредок, Прегалница Осогово, Слог 934 Зрновка и Каменица Саса Рудар. Викендов се игра и кошарка. Екипата на Баскет Диново М14 лигата во недела со почеток во 12 часот во спортската сала кај гимназијата се среќава со Лирија 77. Во рамки на М16 игра против екипата на Лирија во 14 часот, а шлагерот на денот е надпреварот во 16 против Црндрим во рамки на третата македонска кошаркарска лига. Тоа беа вестите на Канал 8. Ви благодариме за вниманието. Имајте убав викенд. Довидување.